molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevo smrten, Tatko moj nebesen, i slovo Božjo mi isprati. Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebesen. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te da gi ljubam kako ti. Če da Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebesen, i milost Božja me obleja, miro svoj nigo daruvaš, susijot razum, srce, duša, veruvam vo Isu. Mir vam, Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja to Tvoja, kako na nebo to, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме, како што и јас и ти им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и царството. Царството е на Бог и силата на нашиот Отец и славата. И изведи не од искушение, подај ни рака во скуден ден, зашто ни е потребна Твојата сила, да ја надминеме гревовната природа, тоа што сме сите ние, зашто е толку тешко да научиме да љубиме, а повеќе ни е полесно е, природно ни е, бидејќи нашата грешна природа е тоа отпаднати од Бог, да се мразиме, да се пизмиме, да се караме, да немаме љубов, посебно во Македонија, во македонскава земја, во Армакедонската земја, собрани сите на местото Армакедон. Духовна битка која секој треба да извојува во себе и да го направи вистинскиот избор. Римјаните, послани на апостол Павле, 16 глава и до крај ќе одиме. Лични поздрави, односно 15 глава и 16 последните две поглавја, кои дошле до нас, запишани од самиот Бог, и покрај сите преводи, може би преправки и сфрлање на некои делови. Писмото е толку живо што во секој негов дел се содржи целото писмо, и како што вели внатре во Светото писмо, нели да го помолиме Господ, Отецот наш, да ни го отвори умот, да ги разбираме словата. Ние силните, 15 глава, должни сме, ние силните, не мисли на оние тепачите, силни по дух, ние силните, должни сме да ги поднесуваме слабостите на немокните. И да не си угодуваме само на себе си, Значи, секој го сака своето, а не она што е на Исуса Христа. Тој е главен проблем во светот. Се е суета, омраза, суета, раскарани луѓе, секој против секого. И немаат љубов, а ако немаат сила да се спротистават на таа нељубов, и немаат љубов.
тие го немаат Бог, зашто Бог дава сила и Бог е љубов. На друго место нема љубов, освен ке Отецот Небесен. Секој од нас е должен на својот ближен, секој од нас и ти, брате и пријател, е должен на својот ближен да му угодува со она што е добро за неговата надградба. Значи, должни сме на своите ближни да им угодуваме. Како што вели, Исус дојде да им служи на сите, се откаже од својата Божја природа, зема тело на човек за да ни го покаже патот на љубовта, патот на вистината, патот на мирот и Евангелието кое дава живот, зашто и Христос не си угоди самиот на себе си, 15 глава, 3 стих, послание до римјаните, односно можеме слободно да кажеме до скопјаните, односно до македонијаните, зашто и Христос не си угоди на самиот себе, туку како што е напишано, подбивите на оние што ти се подбиваа, паѓаа врз мене. Тој мисли од Отецот на Синот, од Синот на синовите Божии на вас, а се што беше порано напишано за наша поука беше напишано, мисли на Старозаветно, да преку трпението и преку утехата од писмата, од живите слова да имаме надеж. Значи, утеха нема да најдете во светот, туку во писмото. Ако почнете да го читате и да го живеете, да ставите 1 стих, 2 стиха, 5 стиха и полека, да почнете да оживувате во духот, затоа што телото без дух е мртво. Сето тоа што ви го зговорам го пишува во Светото Писмо. А и Бог на трпението, долготрпеливиот Бог, нашиот Отец Небесен, да ви даде да бидете во едномислие, слога, љубов, разбирање, почитување, простување, едномислие. Во Македонија има повеќе мислие на повеќе ниво и затоа е таква состојбата. Катастрофална нељубов, без Исус, без Бог. Да бидете во едномислие меѓу себе според примерот на Исус Христос. Исус Христос е вашиот пример и постојано треба да го имате Исус пред очи, не да имате светци, богородици, канони, татковини, водачи, лидери кои крадат, ги поддржува огромен број на народ и сите одат во проклество. Затоа, да еднодушно и со една уста да го славите Бога и Отецот на нашиот Господ. Исус Христос, ке речат Исус не е Господ, Господ е затоа што тој е видлив. Во него со сета негова полнота е поставен Отецот и тоа е суштината на христијанското живење и во вас со сета полнота Исус и Отецот да престојуваат, не целиот Бог, него вие да бидете исполнети целосно со Бог. Бог нема време, нема простор, нема димензија. Затоа примајте се еден со друг, како што и Христос ве прими заради славата Божја, да се примате во љубов и разбирање. Но велам дека Исус Христос стана служител на обрезаните поради Божјата вистина, за да ги потврди ветувањата дадени на татковците, се мисли на евреите, на израелците, која е категорија, тоа е народно и категорија на луѓе кои имаат завет со Бог. Но дојде кај своите и своите не го познаа, а пак не зна божците зашто никој не е пророк во своето село, а пак не зна божците да го прослават Бога. Сите оние што немале завет со Бог, после Исус имаат завет за милосрдието, како што е напишано, зашто по милосрдие, по благодат сме сите спасени. Исус е единствениот Бог кој вели дојдете при мене, тој ве повикува, ви дава право на избор. Сатаната и светот, сатаната кој го владее светот не ви дава право на избор, ви натура избор, телесен избор на грев, пак не зна божците да го прослават Бога за милосрдието. 9 стих, како што е напишано, затоа те прославувам, Господи, Отче мој, Татко мој, меѓу незнабожците, и ќе го воспевам Твоето име, Татко мој, небесен, се враќам пак кај Тебе. Тие се подбива и понатаму се вели, развеселете се, незнабожци, сите вие. А тука пред се мисли на македонците, бидејќи македонец исто така категорија кој го повика Бог со неговиот народ. И понатаму, фалете го Господа сите незнабожци, тие што претходно не го познавале Бог. Познавале Бог, не го познавале Отецот кој е толку голем.
толку ве сака. И тоа е љубов и прославете го сите народи, та сите народи и секој колено да се поклони да го прослави Бога, Отецот. Исаија исто така вели, старозаветен пророк, ќе постои коренот Јесеев и издигнатиот од него ќе владее над народите. Издигнатиот Исус, кој беше првин распнат, кренат од земјата, потоа спуштен во најдолните слоеви на земјата да им го проповеда Евангелијето и на мртвите. И потоа воздигнат на небесата. Значи, се повторува старозаветната приказни, за да се разбере дека и тоа слово, како што вели овде на почетокот, дека е напишано за се што беше порано запишано, еве го 4 стих, за наша поука беше напишано, се мисли на евреите. На него ќе се надеваат народите, а Бог на надежта нека ве исполни со сета радост. Значи, кој исполнува со радост? Трајна радост е Бог и мирот е од него во верата, та преку силата на Светиот Дух. Вашата надежда се преумножува. Македонци мои, израелци мои, браќа и сестри, кои живеете во прангите на сатаната во овој лажовен свет, каде што гледате дека нема ни правда, ни мир, туку само се пизмите и се карате. И одредена групација во Македонија поддржува едни лопови, друга групација други лопови, а Јуда Искариотски беше лопов и крадеш и го продаде Исус за 30 сребреници, а и вас ке ве продадат и како што ве продаваат за 30 евреници, затоа што немаат љубов и не го познаваат Бог Отецот. И јас сум уверен за вас, браќа мои, дека и вие сте полни со добрина, исполнети со секакво знаење и дека можете да се поучувате еден со друг. Но ви пишав, браќа, нешто малку послободно, за да ве подсетам со благодата што Бог ни ја даде. Но за да се поучувате еден со друг, потребна ви е сила, а силата доаѓа од Исус Христос. Потребна ви е љубов, а љубовта е од Бог. За да му бидам служител на Исус Христос меѓу незнабожците, свештено, действено да го извршувам Божиото Евангелие, за да бидат незнабожците благопријатен принос, осветен од Духот Свети, свештено действие, значи дела на љубовта. Бев гладен и не ми дадовте да јадам, бев жеден и не ме напоите, бев во затвор, не ме посетивте, бев болен, не ми дадовте збор на утеха. Значи, тоа е дела на љубовта. И така со тоа можам да се пофалам со Исус Христос кај Бога, зашто не се осмелувам да говорам за она што Христос не го извршил преку мене со зборови или дела. Значи, Христос извршува во вас. Кога Бог ќе живее во вас, вие ќе правите дела на љубовта и Господ ќе ве води. Нема да ја барате својата, туку Божијата волја, и вашата волја ве води во пропаст, во гибел, во огнено езеро, во гревове на смрт. Со силата на знаци и чуда, така действува апостолот Павле, Божиот помазаник, со силата на Божиот Дух, која ги води незнабожците кон послушност во верата. Светиот Дух, Божиот Дух ве води во послушност кон верата, така што Евангелието Христово, да се распространува од Ерусалим и неговата околина се до Илирик, па и кај вас овде во Македонија. Зашто на друго место се вели во Коринтијаните, ќе дојдам кај вас, откако пропатувам по Македонија. Македонија е место каде што се повикува Бог. Оти ќе минам преку Македонија и така се погрижи да го проповедам Евангелието не таму каде што името Христово веќе беше познато, за да не зидам врз тук темел. Те луѓето мислат дека се христијани, имаат обредно христијанство, имаат одредени доктрини од деноминации кои имаат по некоја грешка и тешко е потоа да ги убедиш, бидејќи имаат упоришта во умот, зидини, зидови, тврдини во умот, за вистински да го спознаат Исус и неговата љубов. Но како што е напишано, оние на кои не им е јавено за него, ќе видат. Тоа се сите оние кои, поткако израелците не го познаа Исус, апостолот Павле отиде кај незнабожците, односно во Македонија. Оние на кои не им е јавено за него ќе видат, ќе им се отворат очите, и оние што не беа чуле, ќе им се отворат ушите, ќе разберат. Токму тоа многу пати ме попречуваше да дојдам кај вас.
Апостол Павле, кој самиот израелец, евреин, јудеец, зборува за својот народ, но им служи на незнабожците, тој е апостол на незнабожците. Значи Господ ве испраќа на служба, не вашата волја, туку Божјата волја. Сега пак, бидејќи нема веќе место за мојата работа во овие земји, а уште од пред многу години копнеев да дојдам кај вас, кога ќе тргнам за Шпанија, се надевам дека ќе ве видам на минување. Апостол Павле одел каде што го водел духот, бидејќи ние гледаме во дела 16, во дела апостолски. Тој вели, сакавме да тргнеме за Витинија, духот не пушти, сакавме да тргнеме за Африка, духот не пушти, сакавме да тргнеме за Азија, духот не пушти, и им рече, дојди во Македонија и помогни ни преку македонецот. Извршување на Божјата волја, кога ќе го спознаете Исус, вие тогаш ќе живеете за Него, живееме ли, умираме ли, Христови сме. А сега одам во Ерусалим, за да им послужам на светиите, служење на светиите, посетување на црквите и охрабрување. Во некои цркви го препознаваат Духот Божи, каде што се движи, каде што ме движи Господ. Во некои се самодоволни, не го препознаваат. Затворени се во своето уме, своите доктрини. Во Божјата Слово нема доктрини, нема единствена доктрина. Е љуби го својот ближен како себе си, ако меѓу црквите и заедниците, поделените деноминации нема љубов, тоа значи дека го немаат Исус. Го немаат Исус, ако не се љубат меѓу себе. Зашто Македонија и Ахаја, Македонио, Ахајо, која денеска си под друго име, одлучија Македонија и Ахаја да дадат некаков прилог за сиромашните свети во Ерусалим. Ете, бев на една прослава црковно одбележување на назначен датум од формирање одредена деноминација. 2 часа предаваше човекот. Мене ми е чудно кога ќе почнете да зборувате за Бог, а не се молите на почетокот, не му благодарите на Бог. И после 2 часа никој не го спомна Исус, се спомнуваат датуми, места, луѓе кои направиле деноминации. Духот ме поведе и го спомнав, им кажав дека треба да не е битна идентитетската работа, што сме и кои сме, дека единствениот идентитет кој е важен е синови човечки кои сме сега, синови на сатаната, и потребна ни е сила да станеме синови Божии. И потоа им кажа дека треба Исус да го повикаме, Исус да дојде во Македонија. После 2 часа го споменав Исус. Видете, интересно е, луѓето мислат дека се христијани, заседнати се во одредени тези доктрини. Христијанството подразбира секојдневна борба за луѓе, ловци на луѓе, дела на љубовта. Значи, зашто Македонија и Ахаја одлучија да дадат некаков прилог за сиромашните свети во Ерусалим. Значи, представник на црквата 2 часа држи предавање и не го споменува Исуса. Видете, ајде да не кажеме нешто што не треба. Тие така тоа го одлучија и должни се да го споменуваат Исус. Зашто Исус е матрицата, Исус е образецот, Исус е патот, вистината и животот. Исус е оделотворување на Божјата љубов. Бидејќи ако незнабожците станаа соучесници во нивните духовни блага, тогаш тие се должни. Значи, должност, постојано се споменува тој збор, да им служат со материјални блага на оние што го проповедаат Евангелието на светиите, со материјални блага. А откако ќе го направам ова и ќе им го запечатам овој плод, преку вашата земја ќе заминам за Шпанија. Апостол Павле постојано во движење. Како го движи Господ, Духот Свети. Аз знам дека кога ќе дојдам кај вас, ќе дојдам со полн благослов на Христовото Евангелие. Полн благослов. Полн благослов на Христовото Евангелие. Се собираат црквите и кога 2 или 3 ќе се соберат во мое име, во името на Исус. Значи, Исус и повторно Исус. Те сакаме Господ Исусе Христе, тука сум и јас, вели Исус. Во Негово име подразбира во име на љубовта. Кога во црковните заедници нема љубов меѓу браќата, Духот не е присутен. Исус не е присутен. Ако го разберете физички, духовно, материјално, нематеријално. Присутен, но не е присутен. Нема сили, нема љубов. За да биде присутен,
Значи, полн благослов на Христовото Евангелие подразбира љубов. Бевме во една мала заедница. Од претходната црква излегуваат луѓе, кај што бевме, каде што духот на Антихристот ги посеја како пченица заради материјалност и идолопоклонство. Затоа што новообратен станува пастор и земјата се затресе. И после неколку дена, замислете само 5 луѓе, двајца веќе искарани меѓу себе со тројца, двајца со тројца. И јас им реков, бадијала се молиме, бидејќи ако некој има нешто против некого, треба да си прости. Ако имаш против братот свој или ако со жената своја си не се однесуваш достојно, за молитвата да ти биде услишана. Можеме да се молиме, а да не сме простери. Молитвите не се услишуваат. Се услишуваат, но не се услишуваат. Значи, полн благослов на Христовото Евангелие подразбира во црковната заедница, како и да ја именувате погрешно. Единствено именување Исусова црква, Исус е пасторот и главата. Значи, ако во заедницата нема љубов меѓу еден двајца, тука тогаш, кога двајца ќе се соберат, не сте собрани во Негово име, во името на Христос, и го нема Духот Господов, Духот Исусов, Духот на нашиот Отец, браќа, и затоа ве молам поради нашиот Господ Исус Христос и поради љубовта на Духот, љубовта од Духот, љубовта која доаѓа преку Духот, помагајте ми со своите молитви кон Бога за мене. Апостолот Павле, молете се за сите оние свети, за сите евангелисти, за сите христијански, за целото Христово тело, Господе, дај им сили и љубов. Со Твој стар меч и мечот на Духот јас проведувам власта која ми ја даде и ги раскинувам заедно со Тебе сите пранги што сатаната ги фрлил врз Христовото тело, да им се отворат очите, да се препознаат и да Те видат во секого од нас. Секој во секого да го види Христа и да бидеме вистински Христови ученици. Ако останете вие во моето слово и во љубовта, ќе дојдеме со Отецот и сокровиште ќе направиме во вашите срца, да направите сокровишта во нашите срца. Значи, помагајте ми со своите молитви кон Бога и за мене, како и за апостолот Павле, за да се избавам од оние што не веруваат, кои се во Јудеја, кои се во Македонија, во Бугарија, Србија, Грција, Албанија и насекаде. И моето служење во Ерусалим, овде во Скопје, во Маврово, да им биде благопријатно на светиите. И сите што го слушате ово слово, ако сте со отворено срце, да го повикате: Исусе, сине Давидов, смилувај ни се, да радосен да дојдам кај вас, тоа мисли Бог, да дојде Духот и да се успокојам со вас, да ве успокојам. Мирот свој ви го давам. Кој ќе го повика моето име ќе биде спасен. Тоа е ветување од Исус. А ти ќе го повикаш ли Исусовото име, брате и пријателе? Или кој верува во мене и да умре, ќе живее, и тоа е ветување. Веруваш ли во Него, да радосен да дојдам кај вас со Божијата волја и да се успокојам со вас. Исус да дојде кај вас, не јас. Јас сум само сад за свечена или за обична употреба, како што сака Господ. Со полна радост на Христовото Евангелие му служам на Бог и на Исус. Не живеам за себе, туку живеам за Исуса. Кога би знаел, брате и пријателе, што направи Исус за тебе и што те чека после смртта, првата смрт, втората смрт, огнено езеро, ќе трчаш кон Исуса и ќе го молиш, уште сега ќе се откажеш од греот. Но сатаната те мами, те врзал во овој лажовен свет, ти ги затворил очите, и ушите, и умот, и срцето, имаш закоравено срце, да не се покајат и да ги исцелам, вели Исус. Да радосен да дојдам кај вас со Божјата волја. Исус ви го зборува тоа, и да се успокојам во вас. А Бог на мирот нека биде со сите вас. Во светот нема мир. Мирот свој ви го давам, вели Исус. Значи, мирот Божји, Бог ви го дава мирот, кој за мојата душа ја положија својата глава, кој ја положи прв Исус. Кој ќе го загуби, кој ќе ја зачува својата душа, ќе ја загуби. Си ја чуваш душата за нешто. Кој ќе ја даде својата душа за браќата, ќе живее живот вечен. Кој за мојата душа ја положија својата глава, ним им благодарам не само јас, тоа го збори Отецот преку Исус, туку и сите цркви
од скоро обратените незнабожци и нивната домашна црква. Домашна црква. Интересно наслов, домашна црква, не знам каков е оригиналниот препев. А црквата денеска е сметаат дека е објект. Црквата не е зграда, туку двајца или тројца собрани во негово име, во име на љубовта. Можат ли да се соберат православните, католиците, протестантите во негово име и заедно да станат ловци на луѓе? Ако Македонија има 1.000.000 верници христијани, зашто тогаш состојбата е ваква? Дали вие се молите за својата земја или чекате, како што мислат некој, Господ кога ќе сака? Господ сака да се соберете во негово име, во име на љубовта. Зашто таквите, ве молам, браќа, поздравете се еден со друг, со свет целив, со целив на љубов. Ве поздравуваат веќе 16 глава сите цркви Христови. Цркви Христови, нема други цркви. Нема деноминации со погрешни тези, произлезени од луѓе. Ве молам, браќа, пазете се од оние кои предизвикуваат раскол и соблазни против учењето кое сте го научиле. И бегајте од нив. Бегајте од нив кои прават соблазни, зашто таквите не му служат на нашиот Господ Исус Христос, туку на стомакот свој, и со сладки и ласкави зборови, ги заведуваат срцата на простодушните. Вашата послушност во верата на сите им е позната. Затоа јас се радувам за вас. Исусе, сине Давидов, смилувај ни се, но сакам да бидете мудри во доброто и прости во злото. Мудри во доброто и прости во злото, а Бог на мирот наскоро ќе го сотре сатаната под вашите нозе. Благодата на нашиот Господ Исус Христос нека биде со сите вас. Амин. Ве поздравува мојот соработник, ве поздравуваат ова и оној. Благодата на нашиот Господ Исус Христос нека биде со сите вас. Благодата на нашиот Господ Исус Христос нека биде со сите вас. Може би недостасува уште неколку стиха ако останете во љубовта Господова, зашто Бог е љубов и кој пребива во Бога пребива во љубовта. А ти, брате и пријателе, можеш да пребиваш во љубовта со полниот благослов на Христовото Евангелие, да живееш во мир и љубов, да бидеш глава, а не опашка, да имаш во изобилие, да делиш со оние кои немаат. И неволја да не се доближи до телото твое, и огнен штит да има околу тебе за Божја слава, за славата на Отецот и Исуса. Ако го избереш Господ Исус Христос. Еден ден ќе дојде твојот крај, ќе треба да се представиш пред Бог и тогаш телото оди во земја, освен ако не си вознесен и не си толку свет да си го вознел и твоето тело. Како неколкулина што се пишани овде, и тогаш душата ќе оди на суд пред Бог и ќе одговараш за делата на љубовта. Дали и колку имаш љубов, а тоа подразбира колку го имаш Бог. Мир вам, македонци мои. Татко мој, ти благодарам што ми даде слово со власт и сила во името на твојот син. Те молам, сите овие што го слушаат ова слово да бидат допрени од него, од твојата љубов, од твојата милост, за твоја слава и во нивните животи да се случува твојата волја. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин. На колена во молитва покајничка прости ми, се откажав од гревот смртен, татко мој небесен, и Слово Божјо ми испрати, Синот свој Исус да ме спаси.
Bogoroden vo tebe su. Tatko moj nebesen, Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te dagi ljubam kako ti. Čeda Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebesen. I milost Božja me obleja, miro svoj nigo daruvaš, susijot razum, srce, duša, veruvam vo Isusa. Tatko moj nebesen,